Штована публико, добро дојдовте во најпопуларните кржвести. Кржвести што некој ги мести. Не кажувам некој ги мести. Па нека е тајна еднашка. Па што? Јас сум вашиот водител Такислав Китрановиќ. И ќе ве водам низ светот на глупостите на нашите портали и медиуми. Толку. А сега, кржвест на денот! И вика вака. Познатиот свирач на кавалче и други дувачки инструменти од соседна Бугарија. Абе, не е баже, бе. Па не свири само баже на кавал. И ти ми свириш од кавалчево. А и ово е од Бугарија. Вели, од соседна Бугарија големиот ќелјав, а и баже не е ќелјав, шоумен Слави Трифунов, кој 10 пати одеше на избори и никогаш не направи влада. Може да се каже дека и такозвани цурац на бициклу. Ја даде најглупавата изјава што ја дал некогаш и негде некој бугарин. Да, бугари знаеме дека има и паметни луѓе. Абе, не се смеј, бе. Не се смеј. Да. Има и бугари паметни луѓе, но за жал овој ќелјавко Слави Трифунов не е меѓу нив. Слави изјави дека секаде каде што е еден бугарин, таму е Бугарија. Маршала. Истата реченица во 90-тите ја кажа познатиот српски националист и вожд Слободан Милошевиќ. Цитирам: Србија до Токија. Бре, Србија е секаде каде што живее и последниот србин. И после заврши во Хаг. Затвор, енде. За секогаш. Во овој свет на глобализација треба да си ретко глуп да кажеш дека секаде каде што има твои сограѓани по етникум, таму е твојата земја. Значи, мексиканците може да му кажат на Чичко Трампи дека Тексас и Ново Мексико се нивни. Ќе ги депортира на Марс со новата ракета на Елон Маск. Ако истата во меѓувреме не експлодира некаде кај месечината. Слави, оди кради македонски песни, бе. И дери го народот, пошто за ништо друго и не те бива. Ни за водител, ни за шоумен, ни за музичар. За ништо не те бива. Додуша, еден друг бугарин од Македонија, викан Нобеловецот, од село Црпнати Муртинско, Зоран Заев, за таквите како тебе викаше дека се паламудовци. Ама ти не си паламудец, затоа што како бугарин можеш да биде само паламуд. И уште за крај, аман бе пријатели бугари, манете се ќорава посла, што велат Срби. Како македонци и бугари, да си живееме како соседи, да се дружиме, да се сексаме. Па и ние и ви помагавме 90-тите со 2 червени. Памтиш, а? Бе, да си бе. Дајте да пееме, дајте да живееме, дајте да се радуваме. Ако ништо друго за кондоми и кафани, сигурно ќе се договориме. Што е друго важно? Овие од историјата нит може да станат, ни да им стане. Ни да пијат ракија, ни да едат. Свака ли се пишува, бе? Како не ти е срам, бе? Па на телевизија ќе одиме. Ни да пеат. Шо сте се... Пак за курец, а? Шо сте се фатиле ко слеп за стап за македонскиот. Идентитет, мислам. Оставете историја. Гледайте иднина. Од мене, толку. Кржвест број 2. Да ви го квада ја. Мисля, веста во умо. Од следната недела ќе се расформира УДБА. Бре, односно криминалните кланови за продавање дрога, двојните, тројните шпиони, комплет целата безбедносна хоштаплерија во Македонија. Па Македонија, што? Што ме гледаш така? Што ме гледаш така гледа? Македонија. Сите ќе прашате за Шикако. Нема како. Па во Агенцијата за национална безбедност вработените ќе одат на полиграф. Ќе мора да ја кажат вистината. Со кого се ујдисани, зашто се ујдисани, како се ујдисани, колку се ујдисани, до кај се ујдисани и така тоа. Ќе има пиштење, вриштење. Слушаме дека пола Анаба земала бобовање. Ана? Која Ана? Ти даде до пола? Абе не се закире, кај ти даде до пола, таму ќе ти даде другата половина. Да влезеш од другата половина. Ама не зборам за твоја Ана до кај ти даде, бе. Зборам за Ана, бе, дека отишла на бобовање. Слушај малце. Господи, дај ми сила. Ама џабе бобовање, кога сигурно ќе има бобовање. Некој ќе најде. И после ќе вика, yes please, еми заш yes please, еми заш ме ебавате за сертификато. Сега ќе го добиете кој мој безбедносниот сертификат. Да, сите што ќе паднат покрај тоа што ќе се знае дека се криминалци, нема да добијат
bezbednosен сертификат. Трагедија. Кој умре? Бог да го прости. Тоа е другови. Нема и паре и јаре. Кој сака да биде Джеймс Бонд? Бог и Стефан. Абе, чути таму, бе. Абе, чути склице таму кој спомнал Бог и Стефан, бе. Читам тука, бе. Читам Крш вести. Бог и Стефан, тој на мене. Господи. Кој сака да биде Джеймс Бонд, не може истовремено да биде предавник и профитер. Джеймс Бонд е само за поштени. Усвари, ќе каже полиграфо. Кото каже, кото лаже, у агенцијава, сак ќе каже. Ова машинава. Ови го испеав. Крш вест број 3. Кој е против грбот со лавот? Откуди ми се скри. Па нема рима ова, бе. Додуша, ако се подмачка, ќе има рима, да. Јас како познат љубител на животни, ја поддржувам иницијативата за промена на грбот на Македонија. А да го избришеме тоа сеното, овесот, афионот, езерено преспа што исчезна, сонцево што не го гледаме од загаденоста. Со едно љавче, па макар и она од Lion King. Доста бе веќе како 16-та Советска република Руска, бе. Дајте бре, ова земја постои од века и ќе постои до века. Да има атрибут кој ќе ја определува државноста на оваа држава, бе, Република Македонија, државноста, бе. Затоа што овие од смрда сама, Преспанскиот договор ни го забранија изборот македонски. Ние ќе го вратиме, ја ќе го вратам. Па сега и они ќе биле против промена на грбот Муда, Орло и Маријанови, што викаше Делови, Бог да го прости. Па да, после продажба на се македонско, тие ќе биле против. Абе, вас треба да ви укинат ко луѓе, бе. Зевзеци ние ми. Пошто не сте луѓе, вие сте... Па што па ја толку, бе? Па вие сте предавници. Кој ве прашуе вас за грб на Македонија? Да беше нешто за продавање, ќе прашавме. Да не бидам полош за вакцини, за луѓе што горат, за такви работи, нека им е лесна земјата на сите што не напуштија поради вас и вашите скапани лидери. Ај сега да не ве гледаме гитова, ајде, джа, марш, у 3 лепе материне. Уште прес направиле, бе, преса ве притиснава, бе, врц. Кој ќе го залепиме тоа љавчето награди, не? Па кој ќе ставиме рака на него, па денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. И турци, и свите други, и албанци, и срби, и роми, и власи. А на кој не му се свиѓа? Не му ја Бугарија. Крш вест број 4. Дојдовме и до последната глупост за денеска. Постојано слушаме за дневниците на пратениците. Како земале големи дневници за да дојдат во Скопје на работа. Патни трошкови. Ти ми бараш патни трошкови? Па ти дам плата. Тоа е друго. Чекај, бе. Па ја не памтам дека ти си пратеник, па дека јас тука сум парламент или собрание. Како не ти е срам, бе? Земале големи дневници да дојдат во Скопје на работа, пати трошкови. И таа дискусија трави бога ми полни 10 години. 10 години. И за тоа време пратениците си ги земаат дневниците. Тие другите кењаат, никој не добива политички поени, пошто сите земаат патни трошкови. И така, караванот си врви, а кучињата си лаат. Абе, сопри го куќето, нека не ваја таму, бе. Се извинувам. Овие од знам ветувале дека нема да земаат патни трошкови. Ама, кога дошле нивните, пратеници во парламент, си плюкнале 3 пати во пазуви, жениве во цички, си рекле, кој не порече, кур да влече. Тивко 3 пати во брада. Кој не порече, кур да влече. Кој не порече, кур да влече. Кој не порече, кур да влече. Така си рекле. Се прекрстиле со лева рака, како беше со лева рака, да? Така 3 пати, со лева рака, и отишле на благајна да си ги земат парите. Значи, изборно ветување, знаеш ли што е изборно ветување дефиниција, а? Ти знаеш ли, бе, Џони, а? Изборно ветување за глуп народ, радување, драги мои. Сега кога ќе се сетам ја оноја точакот, еден политичар еднашка на еден митинг за време на избори ми рече
Народов ми вели, немојте да доваѓате само за избори и на митинг. Дојдете и после избори да ве видиме, кога ќе не затребате. И овој му рекол, па да, ќе дојдеме на следните избори. Кого можеш да излажеш, ако не народот? Кого? Пара има ко говна. Па редно е на толку јадење говна у парламент. Редно е и ние да сркнеме, да бркнеме. Тоа е од принципијалниве, од знам. Да им го клам. А овие од левица, стварно не земаат патни трошкови. Иако на приватно викаат, ој Димче многу го дрви. Да земеме и ние некој денар, ама Димче е мали диктатор. Да, така, ако слушне дека некој зема патни трошкови, ќе го исклучи од партијата, бе. Ќе го прати со години сургун во Анадолија. Онака демократски. Ама левици има нов изум. Не земаат патни трошкови, ама бараат нивно намалување за 50%. Не за 100%, како што им наредил Димче могуче, него само за 50%. Јеби га, на комуњариве логиката никад не им била јака страна. Па и нема логика од селјак да стане црвен буржуј. Па нема. Затоа комунизмот пропадна. Тоа беше се во денешниве кржвести, а следните кржвести не се нервирајте, ќе бидат полоши.